Драги ученици, добар ден и добредојдовте во видео лекцијата по предметот природни науки, кој е наменет за ученици од 4-то одделение. Но овој час ќе се запознаеме со скелет и мускули. Ќе одговориме на прашањата која е основна одлика на човечкиот организам, зошто служи скелетот, како човекот изведува сите движења, зошто ни се потребни мускулите и слично. Понекогаш скелетите изгледаат многу страшно, но тие не се страшни. Целосната коскена основа на организмот е наречена скелет. Скелетот е составен од коски со многу различен изглед. Основна одлика на човекот е да се движи и работи. Сите движења човекот ги изведува со помош на коските и мускулите. Значи, коските и мускулите се органи за движење на човекот. Скелетот му дава потпора и цврстина на телото и заштитува некои внатрешни органи како што се мозокот, срцето, белите дробови. Луѓето и некои животни имаат коскен скелет во своите тела. Со растењето на телото расте и скелетот. Зошто ни служи скелетот? Скелетот го држи телото исправено. Тој не е како рамка на телото. Ни овозможува да се движиме и, како што рековме претходно, ги заштитува внатрешните органи како што се мозокот, срцето и белите дробови. Потоа го држи черепот и ни овозможува да седиме исправено и да стоиме исправено. И исто така го штити рбетниот мозок. Коски. Скелетот е составен од коски. Коските се тврди делови на телото. Сите коски заедно поврзани го прават костурот скелет. Сите имаме скелет во своето тело. За нив се прицврстени едни меки и еластични делови кои имаат особина да се стегаат и опуштаат, со што ги движат коските и целото тело. Нашиот скелет е изграден од 206 коски. Постојат различни видови коски во скелетот. Долги коски, какви што се коските во нашите нозе и раце. Кратки коски, како оние што се во нашите прсти. Бутната коска е долгата коска во твојата нога. Плочести коски, како оние што го прават черепот. И неправилни коски, како што се коските во нашиот рбетен столб. На скелетот разликуваме коски на главата, коски на трупот и коски на рацете и нозете. Коскената основа на главата е наречена череп. Черепот го заштитува мозокот. Тој е поделен на два дела: коски на череп и коски на лице. Коските на главата по форма се плочести, сплескани, меѓу себе се поврзани полуподвижно со шевови и ја чинат черепната кутија во која е сместен мозок. Други коски на главата се тилна, темена, слепоочна, јаболчна, осна, горновилична коска. Од коските на лицето само долната вилица е подвижна. Коски на трупот. Коски на трупот се рбетот, ребрата и градната коска. Основа на костурот е рбетот. Тој се состои од пршлени кои се наредени еден по друг, меѓу себе поврзани со рскавица. Тоа возможува лесно виткање на рбетот. Ребрата од едниот крај се поврзани со рбетот, а со другиот крај за градната коска. Така се формира градниот кош во кој се заштитени срцето и белите дробови. Коските на рацете и нозите со рамен и карличен појас се кратки и долги, подвижно поврзани со зглобови. Прстите, дланките и стапалата имаат куси, кратки корчиња, едните се испапчени, а други длабнати и така сочинуваат, образуваат подвижни зглобови. Разликуваме зглобови на колено,
лакт и бут. Коленото се состои од чашка, подколено, подколеница, мала писка, голема писка. Кај лакто разликуваме над лактица и подлактица, а кај бутот бутна коска која се наоѓа во бедрото. Многу животни имаат скелет во нивните тело. Слични на коските на човекот се черепот, ребрата, рбето, кадлица. Има разлика меѓу коските на различни животни, како што гледате на следната слика. Сите животни немаат скелет. Животните кои немаат скелет се викаат безрбетници. Такви се морската звезда, медузата, пајакот, полжавот и многу други. Понекогаш можеме да паднеме или да ни се случат несгоди, при што ги кршиме коски. Скршената коска се нарекува скршеница или фрактура. Лекарите прават специјални фотографии наречени рентген снимки за да видат дали коската е скршена или не. Рентген снимките ни возможуваат да гледаме во внатрешноста на нашите тела. По следењето на оваа презентација ќе можете да ги најдете вашите коски. Запрете го видеото и одговарајте на следните прашања. Допри си ја главата. Колку коски на черепот можеш да почувствуваш? Постави ги дланките странично на твоите гради. Можеш ли да ги најдеш твоите ребра? Колку ребра можеш да почувствуваш на допир? Сега допри го грбот. Џумките што можеш да ги почувствуваш се коски на твојот рбетен столб. Овие коски се наречени пршлеги. Застани и стави ги дланките на коковите. Можеш ли да ги почувствуваш коските на карлицата? Допри си ги дланките за да ги почувствуваш коските. Што мислиш, зошто има толку многу коски во твојата дланка? Дали се сите коски исти по форма и големина? На овие прашања, откако ќе одговориш, ќе имаш задача да ги забележиш димензиите и формите на коските, како и начинот на кој се поставени. Испланирај како ќе направиш скелет од различни форми на тестенини. Подрегни тестенините на лист хартија за да формираат скелет. Кога ќе бидеш задоволен со твојот скелет, залепи ги тестенините на хартија. За оваа активност ќе ти биде потребно различни форми на тестенини, црна хартија и лепило. Потоа следна задача можеш да направиш табела, да избереш коски што ги мериш и поединци чии коски ќе мериш и внеси ги податоците во следната табела. Коска, должина во сантиметри, избери коски од градените лево-десно значиоими и одбери со кого ќе ги мериш своите коски. Податоците внеси ги во табелата, а потоа споредете. Мускули. За коските се присврстени меки и еластични делови кои имаат особина да се стегаат и опуштаат, со што ги движат коските и целото тело. Човечкото тело е составено од околу 600 мускули. Мускулите контрахираат, односно се собираат за да придвижат некоја коска. Мускулите го градат надворешниот облик на телото. Луѓето и животните, ако немаат мускули, не можат да се движат. Тие се органи кои имаат способност да се стегаат и опуштаат и да ги изведуваат движењата на телото. Тие се прикрепени, прикачени на коските и ги движат. Секој скелет има мускули прикачени за коските, а сите коски се споени со зглобови, како што рековме претходно, лакт, колено, бут. Како работат мускулите? Мускулите работат со дразбите кои доаѓаат преку нервните клетки. За време на работата трошат енергија, со горување на шеќерите во нивните клетки. Мускулите функционираат во парови во целото тело. Тие контрахираат, односно се собираат за да придвижат некоја коска. Може би мислиш дека си мускулест тип, но погледни го барем лицето во огледалото. Таму имаш премногу мускули. Мускулите на остатокот од телото се прикачени на коските, но на лицето има и такви кои се прикачени под кожата. Според градбата и функцијата, во човечкиот организам има 3 вида мускули: скелетни,
или надворешни, мазни, кои се наоѓаат на внатрешните органи и работат без жилба на човекот, како што се желудникот, селото. И срцеви ги градат зидовите на срцето и работат постојано без жилба на човекот. Скелетните мускули се напречно пругасти. Овие се они мускули кои што можеме да ги видиме, допреме и почувствуваме. Тие се поврзани за скелетот во пар. Еден мускул ја мрда коската во една насока, а другиот во спротивна насока. Овие мускули најчесто се згрчуваат доброволно, односно мислиш на контракцијата и твој нервен систем им кажува да го направат движењето. Тие може да направат згрчување, односно кратка контракција или издолжување, односно долга контракција. Мазните мускули се наоѓаат во дигестивниот систем, крвните садови, дишните патишта, мочниот мел, а кај жената во матката. Мазните мускули имаат способност да се стегнуваат и да поднесуваат оптоварување подолг временски период. Контрахираат ненамерно, односно не треба да мислиш на движењето, бидејќи нервниот систем ги контролира автоматски. Например, цревата во стомакот си работат со храната цел ден, а ти немаш представа како се случува тоа. Срцев мускул се наоѓа во срцето, а огромни главни особини му се издржливоста и постојаноста. Овој мускул е комбиниран од претходните два, бидејќи се истегнува на ограничен начин како мазните мускули, а се контрахира со силата на скелетните мускули. Овој е згрчувачки мускул и се контрахира ненамерно. Мускулите се изградени од тенки мускулни влакенца, крвни садови и нервни клетки. Со помош на жилите, мускулите се прикрепени на коските. Скелетни мускули, не спомнавме претходно. Со помош на мускулите ги движиме рацете, нозете, ја вртиме главата, го движиме телото. На стомачниот дел на главата на градите се сплескани, а на рацете и нозите се вртеновидни. Мускулите работат со дразбите кои доаѓаат преку нервните клетки. За време на работата, рековме, трошат енергија, согорување на шеќерите во нивните клетки. И тие функционираат во парови во целото тело. Се собираат за да придвижат некоја коска. Гледаме на раката, например, кога раката е испружена покрај телото, бицепсот е полабавен, подолг и потенок, а трицепсот е пократок и се собира и е подебел. Гледаме овде каде е бицепсот, а каде е трицепсот. Ево овде можеме да ги разгледаме целосно сите мускули за кои досега зборувавме. И на крајот на часот, на крајот после оваа презентација, размислете, разгледајте ги прашањата, отворете ги вашите тетрадки и запишете оно што сте го забележале на овој час. Можете да ги искористите следните прашања и да видиме што сте научиле на овој час. Откако ќе одговорите на овие прашања, кои ви се поставени во следните слайдови, можете да направите ваши информативни книги и да забележите што научивте на овој час. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на следниот час.